Цивил медија. Господине Костадинов, со оглед на тоа дека имаме нова ситуација околу случувањата во СЈО, што тоа би значило за државата? Знаете, на почетокот мора да спомнеме од самото формирање на специјалното јавно обвинителство. Специјалното јавно обвинителство беше формирано со консензус во рамките на Собранието на Република Северна Македонија од сите политички партии. Од друга страна, кога зборуваме за правото, за правдата, за функционирањето на правната држава, мора да имаме едно нешто во предвид, а тоа е дека правото и правната држава немаат ниту име, ниту презиме. Суштината на специјалното јавно обвинителство беше да се процесуираат сите предмети, кои што всушност беа отворени од нивна страна, и со сите овие политички случувања, да кажеме, во оваа ситуација, се успеа некако во таа намера да се спасат предметите. Односно, поточно да прецизирам, ВМРО-ДПМН не успеа во нивната намера да ги амнестира криминалците во нивните редови секако, со цел да пропаднат предметите на специјалното јавно обвинителство. Има известност на предметите, тоа е важност, тоа е во суштина правната држава и очекувам дека одговорност ќе има за секој еден кој што се огрешил пред законите. Зборувам не само за оние што се опфатени во специјалното јавно обвинителство, но за секој еден кој што ќе биде отворен случај во рамки на државното обвинителство, мора во име на правото, на правната држава, во име на демократијата, во име на развивањето на Република Северна Македонија како држава со вистински воспоставени европски принципи, очекувам одговорност од секој без разлика на неговата партиска, етничка или било каква друга определба. Дали власта ќе седне повторно со ВМРО да изнајде решение околу новиот закон за јавно обвинителство, со оглед на тоа дека имаме контрадикторност, односно различни изјави од премиерот Зоран Заев, каде што вели не е проблем новите прислушувани разговори, како што е случајот Рекет, да влезе во новото обвинителство како случај, додека председателот на ВМРО-ДПМН Мицковски вели дека тоа беше една од пречките да се договорат на лидерската средба за формирање на новото обвинителство. Знаете како? Опозицијата е таква каква што е. Добиле гласови од граѓаните на база на некаква политичка програма. За жал имаме ситуација да најголемата опозицијска партија се обидува на секој можен начин. Ке повторам да си ги спаси криминалците во своите редови, свесно злоупотребувајќи ги довербата што ја добиле од граѓаните во својство на мандати во Собранието. Како таква ситуација ние мораме да имаме во предвид. Реков дека ние не ја бираме опозицијата, таа е таква каква што е. За жал единствената агенда на Мицковски веќе пошироката јавност ја знае, ја гледа, ја слуша секојдневно во однос на амнестијата на криминалците. Секако мора да оставиме простор. Демократијата никој не рече дека е лесно да се спроведе во целина, но мораме како одговорни политичари да даваме шанса на разговорот. Јас очекувам дека можеби и да изнајдеме решение. Она што е забелешка во рамките на законот кој што држи, неспорно е да ја дискутираме и веќе е во собранинска процедура во Комисијата за европски прашања всушност законот за обвинителството. Веќе дел од амандманите од политичките партии, односно од пратеничките групи и се прифатени. Очекувам во рамки на еден демократски разговор, транспарентен разговор, да дојдеме и до решение и со ВМРО-ДПМН. Ние сме охрабрени, ние даваме шанса на разговорот, имаше можност и вие медиумите, а преку вас и пошироката јавност, да види дека до последен момент дававме шанса да нешто пробуди кај Христијан Мицковски и кај ВМРО-ДПМН да се конечно оттргнат од тоа што значи агенда за амнестија на криминалците и да се ставиме сите ние во својство на државата, трагнувајќи ги настрана тесно партиските интереси. Ние сме политички партии, но кога седнуваме да разговараме, приоритет на сите треба да ни биде интересот на граѓаните и интересот на државата. За жал таква волја, ќе повторам, не гледам кај опозицијската партија, но мораме да оставаме можност и да даваме шанса на диалогот. Очекувам дека треба да имаат во предвид и опозицијската партија, да конечно ги остават судско-обвинителскиот систем на вистина да биде независен. Знаеме како се одвиваше целиот процес 11 години, злоупотребувајќи ги до максимум и судството и обвинителството. Знаеме како се местеа предмети од страна на врхушката на ВМРО-ДПМН, тогашната врхушка на власта. Не смееме да дозволиме повеќе тоа да се случува. Влегуваме во процес на сериозни реформи, особено во делот на правосудството. Тоа
Ќе се види и со донесувањето на законот за јавното обвинителство доколку се донесе нормално во собранието, зашто е потребно е двотретинско мнозинство. Секако и дополнително со другите законски решенија, како што се законот во однос на реформата на Академијата за судии, знаеме дека и сите забелешки од Европската унија водат кон тоа. Сосема и од таа причина мора да имаме во предвид. Ако бараме некаква одговорност од сегашните судии, треба да имаме во предвид кој би ги заменил. Мора да се и фокусирани сме сериозно, да не дозволиме уште еднаш да ни се повтори. Да судии се избираат од тефтерчето на Горде, како што беше порано. Особено сме внимателни, тоа е осетлив процес, на кој му даваме сериозен, значи му даваме, навистина сме фокусирани во тој дел, даваме шанса и на опозицијата да се вгради, да се имплементира, но сепак да не дозволиме ние како политички партии пред граѓаните да има сомнеж дека на било кој начин се обидуваме да се вмешаме во независноста на судската власт. Што ако не успеат власти и опозицијата да се договорат? Што тоа би значило за преговорите за евроатлантските интеграции? Од она што знам дека тоа не влие во однос на нашата интеграција, но убаво е пред Европската унија, кога после сите такви успешни процеси кои што ги надминавме проблемот, замислете, 3-деценискиот спор со Република Грција го надминавме и го решивме. Што останало сега ние дома да не можеме да се договориме? Навистина треба да се ослободиме од тие пранги на тесно партиски внатрешни интереси и навистина да покажеме пред граѓаните дека сме одговорни политичари и дека навистина имаме за цел да се ставиме во функција на државата. Јас не би преюдицирал и не би шпекулирал пред време, особено не за ВМРО-ДПМНЕ. Ги знаеме како функционираат, знаеме кој им е вистинскиот шеф на ВМРО-ДПМНЕ. Очекувам некои нови генерации во ВМРО-ДПМНЕ, можеби, ако им се даде, ако постои некаква таква шанса да дојдат па да се оттргнат од цело тоа криминално минато кое уште гледаме дека има сериозно обвиткано таа партија и не дозволува никако да се ослободи од тоа. Имаат јасна агенда, имаат јасна цел. Ние, тоа се црвените линии за кои што зборувавме цело време во текот на разговорите, дури и после лидерската средба која што за жал беше неуспешна, дека над тие црвени линии кои што ни се поставени, а се однесуваат во однос на судбината на предметите на специјалното јавно обвинителство, не смееме да одиме. Имавме ситуација каде што ВМРО-ДПМНЕ бара ново обвинителство. Зоран Заев понудува ново обвинителство кое што ќе буквално ќе ги отвара истраги, предмети, дури и за случаи кои што се од поодамна, но и за нови случаи, а секако предметите на специјалното јавно обвинителство треба да се ги продолжи државното јавно обвинителство во таа констелација во која што е. Нити ние ќе избереме обвинител, нити ВМРО-ДПМНЕ, и во тој дел треба да бидеме особено предпазливи, да не го нарушиме текот на предметите кои што се веќе отворени, дел се во предистражна, дел се во истражна постапка, а дел се и во завршна судска постапка. Како што кажав, очекуваме конечно разврска на предметите, затоа што граѓаните навистина се гладни за правда. Ние не можеме да ја дадеме правдата од овде, особено не од собранието. Ние може да работиме во делот на законските решенија и во тој дел можам да ви гарантирам дека во однос на легислативата нашата работа е завршена. Во однос на легислативата исти се и препораките од меѓународната заедница. Имаме одлична легислатива, но таа легислатива мора да се конкретизира. Јас очекувам дека сите ние ќе се ставиме во функција, без исклучок, да навистина ја вратиме правната држава и ја вратиме правдата. Мора секој кој што се огрешил пред законот, ќе повторам, да се одговара согласно законите во Република Северна Македонија. Само на тој начин ќе покажеме дека навистина ги практикуваме европските вредности, дека навистина имаме амбиција да станеме дел од европското семејство. Практично тоа се работите кои што на нас ќе не направат вистински европејци. Ви благодарам. Цивил медија.